Денеска нашата Македонска православна црква го чествува споменот на светиот пророк Софрони, светиот Јован Молчилав, свештеномаченикот Теодор архиепископот Александриски, преподобниот Теодул и преподобниот Сава Строжевски. Светиот пророк Софони бил родом од гората Саварат од племето на Симеон. Живеел пророкол во 7 век пред Христа, за време на благочестивиот јудејски цар Јосија. Современик на пророкот Еремија, имајќи големо смирение и чист ум, во Бога воздигнат, тој се удостоил со предвидување на иднината. Го прорекол денот на гневот Божи, казната на Газа, Асколон, Азот, Акарон, Нинивија, Ерусалим, Египет. Тој го видел Ерусалим како невернички освенат и насилнички град, во кој што кнезовите негови се како лавови што рикаат. Судиите негови вечерни волци, пророците лекомислени. Неверни, свештениците осквернувале светињата и го газеле законот. Предвидувајќи го времето кога ќе дојде Месијата, тој воодушено извикал: Радувај се, керко, синова, ликувај Израиле. Весели се и радувај се од се срце, керко Ерусалимска. Овој тајновидец се упокоил во местото на своето раѓање за очека општото воскресение и наградата од Бога. Светиот Јован Молчелив бил родом од Никопол Ерменски, од таткото Евкрати и мајката Ефимија. Во својата 18 година постал монах и се подвизувал тврдо и решително, чистејќи го своето срце со многу солзи, со пост и со молитва. По 10 години бил поставен за епископ Колониски. Со својот пример кон богоугоден живот го привлекол својот брат Пергами и стрикото Теодор, познати луѓе на дворовите на царот Зинон и Јустинијан. Кога ја видел лошотијата и метешот во овој свет, што тој не можел да ги излекува, го напуштил епископскиот престол и преоблечен во прост монах, дошол во манастирот Свети Сава кај Ерусалим, каде што многу години останал непознат, вршејќи ја совесно и одлично секоја служба на која игуменот го одредувал. Заради тоа Светиот Сава го предложил патриархот Илија да го ракоположи за презвитер. Кога патриархот сакал да ракоположи Јована, Јован му се исповедал дека тој е веќе во епископски чин. Тогаш светиот Јован се затворил келија и во молчење и молитва поминал години и години.
Потоа пустината поминал 9 години, хранејќи се само со диво зелие. Па повторно се вратил во манастирот. Ги одвраќал верниците од оригиналната ерес и многу придонел таа ерес да се осуди и да се победи. Јасно прозирал во духовниот свет и ги целил луѓето од болестите. Подувајќи се себе си, тој лесно ги победил демоните. Голем во свирението и божествената мудрост, овој Христов слуга мирно се упокоил во 550 година, во 104 година од својот живот. Амин. Течејќи историјата, неминовно ги одредува поединечните збиднувања. Колку ли само траела подготовката за прифаќањето на Спасителот? Најпосле дошол и неговиот претеча Јован Крстител. И што се случило? Со Јован, што сакате, се вели кај светиот евангелист Марко, а синот човечки пострадал и бил понижен. Текот на настаните не би можел да се измени. Така е секогаш. Историјата течејќи се повлекува по себе. Меѓутоа се поставува прашањето каде е слободата. Што останува по неа при таквото одвивање на настаните? Ништо друго освен призрак. Така обично расудуваат фаталистите. Меѓутоа неопходната се определеност на текот на настаните на нас само ни се причинува во ствари сите човечки настани, општите и поедините се плод на слободниот човечки потфат. Тоа општото тече така што посакуваат повеќето и поединичното доаѓа до согласно со општото затоа што некој сака да биде така или пак поинаку. Доказа да тоа е толку очигледен, но и покрај убавите нешта што се случуваат и многу лоши работи. И насред општото добро има и многу лоши поединости. И уште насред цврстата одлучност за општо добро се раѓаат поединечни кои растејќи и јакнејќи се повеќе и повеќе најпосле навладуваат и само општат и го заземаат лошиот тек на нештата. Што било заеднички меѓу христијанството и карактерот на времето во кое злото нашло свој раколец на овој свет? Христијанството посадило неколку лица кои не биде пород од неопходниот тек на историјата. Тие кон себе привлекле таква толпа на луѓе која имала неизгаснила жет да го прифатат по секоја цена. И ширејќи се насекаде, христијанството станало неминовен начин на живот и размислување. Тоа било дело на слободата. Истото се случувало и по лошиот тек на случување на нештата. Како ли се расипал толку многу западниот свет? Сам себе си се расипал затоа што луѓето наместо од Евангелието почнале да учат од незабошците и да ги примаат нивните обичаи и навики. Најпосле се расипале. Така ќе биде и кај нас самите. Почнавме ние да учиме од западниот свет кои отпаднале од вистинското учење на Христа Раснатиот. Во себе го примаме, го абсорбираме нивниот дух. Тоа ќе се заврши така што слично на нив ќе свртиме грб кон Христовото учење и началата на вистинското христијанство. Ако ние почнеме да внимаваме, ќе го истераме тоа зло кон залезот на сонцето. Злото каде што е местото, ако ли не пак ќе потониме во самото зло. Слава му на Бога. Амин.